temelite ili bazata na malio shirk se sedum raboti. Sedum raboti. Prvo to je ar-rija. Što znači ar-rija? To je твоите дела да ги направиш за да те гледаат луѓето. Секое дело што го правиш за да те гледаат луѓето. Ако клањаш намаз, сакаш да те гледаат луѓето. Ако даваш садака, сакаш да те гледаат луѓето. Нивното задоволство да го добиеш. Ова мој да бидит ширк екбар и мој да бидит ширк асгар. Мој да бидит голем ширк и мој да бидит мал ширк. Голем ширк мој да бидит кај мунафиците. Голем ширк кај верниците не мој да стигнит на голем ширк. Тош верникот темел посебно кај намазот, и постот, базата кај него е за Аллах субхану ва таала да го обожава со тој намаз. Мој да му се мешат после ниетот посебно во намазот, ама целта му е прво Аллах субхану ва таала да го задоволит. А мунафикот, иако клањат намаз, тој натрешно го криет неверувањето, куфрот, а намазот го клањат зашто? За да мисли дека е од верниците и да се спаси сам. Да го спаси од самиот живот и неговото богатство. Зато тој клањат. Зато кај него рија, кај мунафикот е голем ширк. А кај верникот е мал ширк. И знаете хадисот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, што трансметираат Абу Хурайра радијаллаху таала анху. Овој хадис толку е величен, толку е голем овој хадис, толку тежина имат овој хадис, што Абу Хурайра радијаллаху таала анху кога го кажуваше овој хадис, падвеше на колена. Не можеше да стои на нозе. Многу е тежок. Кој е овој хадис? Сите го знаете. Ама ние не падвиме на колена. За нас лесно, го слушаме овде. Па ништо. Ни помини низу овој уше, ни излегме во другото и ништо не земвиме од поуката од тој. Овој хадис, многу голем хадис. За тие 3 души што со ними ќе се почне во џехенемот. Го знаете овој хадис? Го знаете. Го имате слушнато, трансметираат имам Муслим. Велит посланикот салаллаху алейхи ве селем дека Аллах субхану ва таала ќе ги земи судниот ден 3. Овие 3. Кој е тој? Алимот. Учењакот. Или пак тој што го читат Куранот, учачот на Куран. Каре. Оној што дават садака. Многу. Што имат дајна садака и оној што имат војувано во име на Аллах субхану ва таала. Муџахид. Овие 3. Го земвит Аллах субхану ва таала ги зема на научниците, учењаците. И му велит, зашто го имаш учено ова знаење? Зашто го имаш учено ова знаење? Вели за тебе. Или пак научачот на Куранот му вели, зашто го читаше Куранот? За тебе. Аллах за тебе. Само за тебе. Му велит Аллах субхану ва таала каذبت. Лажиш. Ти го имаш научено ова знаење за да стигнеш кај ними да велет овој е алим. Машаллах. Голем учењак. Научаш на Куранот, да му велит, да ти се велит дека си машаллах колку добар глас имаше. Колку убаво го читаше Куранот. И кај луѓето го стигнато. Го стигна тој степен. Ама Аллах субхану ва таала му велит на мелеците, фатете го овој, влечете го со лице. Со неговото лице во џехеннем отфрлете го. Види колку опасност. Во овој хадис сега учењаците има два мислења. Дали има стигнато со овој на ширк акбар, на големиот ширк или на малиот ширк. Поисправното мислење дека на малиот ширк. Замисли, оние што го имаат измешано ниетот. За Аллах е прво. После му се имаат мешано ниетот, му се имаат сменато намерата и Аллах субхану ва таала ќе го фрлит во оганот на џехеннемот. И тој прв ќе биде. Зашто овие 3 се
najpoveće što Allah subhanahu wa ta'ala gi nagradit, a i najpoveće što gi kaznit. Ovije tri. Poslije go zemvit, ono što ima dajno sadaka mnogo. Darežljivo je, mašallah. Nema, kaj što ima potreba, ovo je da nema dajno. Tamo kaj što se gledat. Znači tamo kaj što ne se gleda, ne dava toj. I mu velit Allah subhanahu wa ta'ala, so bogatstvo to što ti ga imam dajno, jas. Kada go davaše? Što napravite to? Velit, nemat mjesto Allah što ti sakaše da se dava tamo ili imaše potreba da se dava tamo, imam dajno za tebe. Namerata mi beše za tebe. Nijetot mi beše za tebe, Allah. Allah mu velit kada isto mu velit kako na prvi od. Lažeš. Ti imaš dajno da ti velit darežljiv. Mašallah. Mnogo imaš dajno. Darežljiv, da ti se piši time to vo banderi, vo plakati, vo koja strana koja še pofalbi. I to go stignato i na dunjalog. On ahiret mu velit Allah subhanahu wa ta'ala na melecite, fatete go, vlečete go sa njegovото lice vo džehennem. Gledaš? Ako davat za Allah, ke biti najnagraden. Allah ke go nagraden poveć od site. Ама ako davat со ненамера добра, нечист нијет. Allah velit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Тие, Allah subhanahu wa ta'ala не му имат наредувано да го обожават Allah subhanahu wa ta'ala освен искрени. И целиот ибадет ќе го прават само за Allah subhanahu wa ta'ala да го прават. После го земе третиот. Овој, машаллах, овој храбар, муџахид, има војувано во име на Allah. Така во нашите очи, ние овде во дуњалог го судиме така. Ама Allah subhanahu wa ta'ala таму ги е откриет срцата. Му велит Allah subhanahu wa ta'ala на овој. За кого војуваше ти? За кого даде живота? За кого се уби? За тебе. Сите мислят тие така. Да лажат како што не лажат нас сега. Заборават со кого имат врски сега таму, со кого имат работа таму. Заборајте. Човекот мисли да се спаси. Гледа десно, джехеннемот, гледат лево, джехеннемот, гледат позади, джехеннемот. Напред Allah subhanahu wa ta'ala само. Кај ќе бегат? Кај ќе бегат? Немој да бегат. Ајна المفر? Калла, ла вазар. Немат кај да бегаш те njemu. Немат кај да се криеш. Секоја страна си окружен. Со оганото жене, со мелеците, кај ќе бегаш? Му велит Allah subhanahu wa ta'ala за кого војуваше, за кого даде животот, за тебе. Кадепт. Лажиш. Лажгов си. Знаеш колку е срамливо Allah да ти вели дека лажиш? То треба да се мисли човек. Знаеш колку е срамливо Allah да ти вели дека лажиш? Пред сите створенија тука, од кај Адем алейхиселам до кај последниот, да ти вели Allah лажиш. Кога му вели Allah subhanahu wa ta'ala така, му вели ти имаш војувано за да ти велят машаллах храбар. Командант фулани. Да ти се пише име, да ти се дај името командант си биден. Командант филани, командант алани, храбар, овој немаше назад. Овој само напред, не знаеше никогаш да бегат. И овој го доби тој во дуњалокот. Плакатите ги доби тој, командант, статуи. Да му се градит некоја статуја. Кој е биден фулян. Му се пише името тука долу. Кај Allah subhanahu wa ta'ala му вели то? Одите, фрлете го во оганот на джехеннемот со лице, како неговите браќа пред него. Значи опасност е, рија е опасност. Мој да стигнет, кај мунафикот стигнет на ширк голем, а кај верникот на малиот ширк. Ова е првото. Значи, од темелите и базите на малиот ширк. Велит посланикот салаллаху алейхи ва селлем
od Mahmud ibn Lebit prenesvit, velit poslaniku sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaykum الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء. Velit poslaniku sallallahu alaihi wasallam, najpujče što se plašam za moj umet e mali od širk. Mali od širk. No praša ashabite na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, mu rekao, ja Rasulallah, ko je mali od širk? Što je mal širk? Što je mal širk? Reče poslaniku sallallahu alaihi wasallam, errija, da gi napraviš delata, da se gledaš, da se slikaš na Facebook, da se slikaš na Instagram, da te falet ljudi to kaj si biden. Ti ovo možda go slikniš ovdje. Ama ovdje, Allah gleda ovdje, ne gleda tuka, kaj slikata na Instagram što ima staveno ti. Ne gleda tuka. Gleda ovdje za koja ti beše namerata. Posle poslaniku sallallahu alaihi wasallam velit, inna Allaha yaqulu yawma tujaza al-ibadu bi a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala velit, denta koga gi nagradit njegovite robovi za svojite dela što gi imaju napravljeno. Što mu velit? Na ovije što gi praje delata za ljude, to mu velit. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah subhanahu wa ta'ala mu velit na ovije što gi praje delata za narodot, za da se gledajet. Hojte kaj tije što gi pravite delata za njimi. Hojte kaj njimi. Gledajte, da li tije ke vi dajet nekoja nagrada? Ke zemite nekoja nagrada od njih? Da li tije moje da ve stavet vo džennet? Koga odet kaj njimi? Što ke dobijet? Što moje tije da mu davat? Moje da ispaset od toga da džennamot? За него што го лепшеше намазот. Да те гледат кога клањаш, кога беше сам, го клањаше намазот како петелот кога јадит зрњата оние. Како петелот го правеше намазот сам. А кога беше пред некоја камера, во џамија, џематот пол, машалла колку искрен овој. Намазот полека. Да ще гледа луѓе, ко че си сам дома, како клањаш? Како земиш абдес сам, ко че не гледаат луѓето во џамија, ко че земиме абдес, да ги полниме, да не ми речет нешто овој, да ме гледа дека не зеда абдес убо, да проширит лоши зборови, кога ќе земиш сам, кога ќе си сам во абдесана, нема никој, како земиш абдес? Ги исполниш фарзоите од абдесот, сунетите од абдесот? Или пак не знаеш колку пати ги имаш миено рацете? Не знаеш колку пати ги имаш миено лицето. Овој ти е рија. Гледаш малиот ширк, ова ти е. Не е тој со свечиња. Вака е. Секој дело што го олепшиш за другите, го забораш на Аллах субхану таала, тоа ти е ширк. Го имаш правено делото за него. Вели посланикот саллаллаху алейхи ве селем исто od Shaddad ibn Aus prenesvit veli poslanikot, veli Shaddad ibn Aus radijallahu ta'ala anhu, kunna na'uddu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam anna ar-riya'a ash-shirkul asghar. Veli vo vremeto na poslanikot sallallahu alaihi wa sallam go računvevme дека ar-riya, znači da i praviš delata za drugite, je od maliot širk. Veli Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-amali li ghayri Allahi aqsam. Дознao je дека делата што се прават, што се работе не за Аллах субханаху ва таала, се неколку врсти. Неколку врсти се. Фетаратан јакуну ријаан махдан. Некогаш е велит рија потполно. بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم. Некогаш може да бидит рија потполно, исполно како мунафиците. Мунафиците, кога клањаат намаз, тие клањаат, кажавме. Зашто клањаат? Само за да се спасет од верниците, да докажува дека веруваат, а усвари натре не му веруваат на Аллах субхану. Ој има стигнато на големиот ширк. Велит
وهذا الرياء المحض لا يكون يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. Velit shirkët, golemi është shirk, rria, kako munaficite, nemoj da se stignit ka jedan vernik kade koga klanjat namazot i koga postit. Ne može da se stignit golemi është shirk. Da klanjat namaz samo za Allah, da ne mu verua na Allah. Da ne klanjat namaz za Allah i da ne mu verua na Allah, subhanahu wa ta'ala. Klanjat namaz, ama ne mu verua na Allah. Nego klanja za Allah namaz. To nemoj da bidit ka jedan vernik, što ima iman natre. To samo kaj munaficite. To je samo formalno prajt. Zato Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an: innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Munaficite se obit vet. Što da prajt? Da go? Lažet na Allah subhanahu wa ta'ala. A što, na kogo go laže ti? Sami sebe si. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا. Koga stanve da klanjaju namaz, kako stanve? Mrzeljivo. Ne sakaj da klanjati. Ama nema što da praviti. Između vernicite mora da klanjati, защото така се разликуваше верникот кај ними од неверникот. Не беше само шахадетот, сите верници кланјај намаз и тој мораше да кланјат намаз. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. И не го спомнуваат на Allah subhanahu wa ta'ala освен мало. Значи не му верви тој, како ќе го спомни? Нещо што не му верви, немој да го спомни. После велит Ибн Раджаб рахимахуллаху таала, значи немој да бидит во намазот и во постот. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج. А мојот велит ширкот, малиот ширк да се појави каде? Во садака, во зекатот, што го имат обавеза, и мојот да се појави во хаџот. وغيرها من الأعمال الظاهرة. И другите дела што се јавни. Кажавме садака и нафиле да дава, не само зекатот, садака за чеф. Ко че немат никој в џамија, не дават. Ко че гледа дека полно џамијата, парите ги бројат му швала 2000 денари, вуп, 3000 денари фрлит, Ако че е сам, 10 денари не може. Ко че му бараш за давет, ко че му бараш да го помогнет Аллаховиот пат, ке видиме. Ке ти се јавам, ке се јавит. А кога е негде кога се пишат имињата таму, таму, машаллах, убо, ке даваме таму, зашто името ке му се пишет, ке се гледа таму, ке го пофалет на Facebook, ке го пофалет на Instagram. А овде немат кој да го пофалит. Заборај дека овде Аллах субхану ва таала ќе го пофалит судниот ден. Не само овде. Кај што има потреба за давет, не само на кај нас. Не, кај што има потреба за давет, кај што не се спомнит името, не даваат. Не даваат. Зашто име сакат тој, не сакат вистинска награда од Аллах субханаху ва таала. فإن الإخلاص فيها عزيز. Велит Ибн Раджаб рахимахуллаху таала, искреноста на јавните дела, посебно кај садака, кај хаџот, кај умрата, кај ове, велит искреноста е мала. Ретко му да најдеш искрени во ова. Кој ќе ојде во умра, да му каже на луѓето дека сум биден јас на умра, 15 слики, 16, 20, сегде се слика. Заборајте кутриот да чините дикар и телбија, можда заборајте во кога поминви таму во Музделифе, заборајте да нијете тоа она што снима тој. Не му е умно тука, нијете не го имат кажено. Да му каже на сите дека јас сум на умра одам. На хаџ одам. Ке се гради џамија на прв саф. Да се снимат. А беше тој кога се отвореше џамија, знаеш колку даде тој? Искреноста е мала. Ова е првиот. Првиот темел на ширк, малиот ширк. Вториот е ас-сум'a. И ова сега одиме побрзо. Не одиме да должиме. Ас-сум'a што значи? Тоа е да сакаш да бидиш прочуен. Да се слушаш кај народот, да видиш, сите да те познаваат. Името твое кога ќе се спомни, сите те познаваат. То не е забрането ако го имаш стигнато со искреноста твоја, со добрите дела, со оно што ги имаш стигнато. Ама ако сакаш
Ako ti go sakaš to, a da go stigniš, kaj narodu da se slušaš, to imaš vlezeno vo malijet širk. A ne ako stigniš, Allah subhanahu wa ta'ala te krevot, za da te pofalet ľuѓето, со добрите дела што ги имаш правено ти, тоа не е забрането. Забрането е ти натре да сакаш, со твоето срце да бидеш прочувен кај народот. Тоа е влегиш во малиот ширк. Вели посланикот салаллаху алейхи селем, како што пренесе Џундуб ибн Абдилlah, мен سمع الله به ومن يرائي الله به. Veli poslanik sallallahu alaihi wasallam, koji sakat da bidi slušnat kaj narodot, Allah subhanahu wa ta'ala ke ga otkrit sudnjot den. Kako ke ga otkrit? Pred site stvorenja ke velit Allah subhanahu wa ta'ala, gledajte ovaj što sakаше da bidit pročuven. Gledajte ovaj što sakаше da bidit pročuven. Eto, negovite dela. Ovo za vas gi imat praveno. Hajde сега. Dojte mu vo korist na ovaj. Allah subhanahu wa ta'ala ke te sramit sudnjot den. A ono što sakat isto, delata što gi pravi da se gledaj, Allah subhanahu wa ta'ala sudnjot den pak ke go sramit. Ke mu velit, ovoj sakаше da bidit pročuven kaj vas, saka da se gledаше со своите дела кај вас, ете го. Пред сите своним. Ке го срамит Allah subhanahu wa ta'ala. Да те срамит Allah судниот ден. Нема нешто полошо. Нема нешто што ќе бидиш понижен, Allah subhanahu wa ta'ala да те срамит судниот ден. Да не ти ги криет гревовите твои. Исто имат еден, како што го објаснуваат овој хадис учењаците, него велите оној што ги откриит луѓето, нивните гревови. Го гледаш на еден твој брат негде, кај што Allah subhanahu wa ta'ala не е задоволен. Немај ти во Facebook да пишеш одма за него, го видов таму во диско, го видов таму. Него, мен сетара муслимен, сетараху Аллаху фи дуња вал ахира. Кој го криет еден муслиман, вели посланикот саллаллаху алейхи ва салем, Allah ќе го криет него каде? Во дуња и во ахирет. И во дуња ќе му ги криет неговите гревови, неговите грешки. И Allah subhanahu wa ta'ala ќе те откриет судниот ден, а то немат полошо од тоа. После третото, велит хуббу ظهور, да сакаш да се покажиш кај народот. Да си на прво чело, секогаш. Ти не сакаш никогаш понижна работа. Секогаш сакаш да бидиш на чело. И ова ги имаме објаснато во принципите, Знаете принципите што изедав менеш порано? Таму имаме објаснато што значи да сакаш да се покажеш кај народот. Кој сака да се покаже кај народот со добрите дела што ги прави, имат паднато во малиот ширк. Зато вели посланикот саллаллаху алейхи ва салем, тоа е најповеќе што се плашам за мојот умет, зашто ова немој да се спаси никој. Ретко, како што рече Ибн Раџаб рахимуллах, азиз, ретко можеш да најдеш искреност во овие работи. Ретко. Не осетвиш ти сам кога ги правиш некогаш делата за луѓето, не осетвиш. Шејтанот ти ги олепши. Прво почни за Аллах, излегни за шејтан. Не осетвиш. Една пофалба ти иде, опа, внатре ти влезе она да се покажеш, ето ти падна во малиот ширк. Гледаш колку е опасно? Зато вели посланикот саллаллаху алейхи ва салем, инна Аллаха юхиббул абда тақијал ганијал хафи. Allah subhanahu wa ta'ala го сакат еден роб што е богобојазливен, аттaqi, al-ghani, богат. Богат, го имам објаснато што значи богат овде. Што е задоволен со она Allah subhanahu wa ta'ala што му има даено. Al-ghina, ghina an-nafs. Вели посланикот саллаллаху алейхи ва салем, не е богатство она да имаш на рака. Богатство, не. Ghina an-nafs, богатството во душа. Натре да си задоволен со тоа што Allah subhanahu wa ta'ala ти имат даено и ти имат напишано за тебе. После вели al-khafi, што се криет. Што се криет со неговите дела. Тој го сакат Allah subhanahu wa ta'ala. Ова ти е спас, за да се спасиш од малиот ширк,
Po krigi твоите дела, како што ги криеш, твоите добри дела криги, како што ги криеш, харамите. Гревот кој ќе го правиш, верникот кој ќе прави некој грев. Зошто не го сликаш кога правиш некој грев? А? Зошто не го сликаме кога правиме грев? Кога гледаш по жените надвор, зашто не се сликаш ето како гледам јас? А? Не сакаш да те гледат во харам. И добрите дела, за да бидиш искрен, обидви се што повеќе да ги криеш. Кога ќе даваш садака, вели посланикот салаллаху алейхи ве селем, една врста што ќе биди под сенката на аршот на Аллах субхану ва таала судниот ден е оној еден човек што кога ќе дават со десната рака садака, не знај левата што има дајно. А? Ове има дојдено сега овде една метафора. Во овој хадис. Зашто левата како мој да ја криеш ти од десната? Не можеш. Ама толку вели посланикот саллаллаху алейхи ве селем да го замислиш како еден човек, значи го имаш нон-стоп со тебе, те гледат. Значи најблизок што е раката лева ти е најблиско до тебе. И таа да не те гледа. Значи тој човек што е нон-стоп со тебе, тука најблизко да не те гледа кога даваш садака. Тие ќе видат судниот ден под сенката на аршот на Аллах субханаху ва таала. Иначе, ако сакаш да те пофалет колку имаш даено, тогаш ти имаш паднато во малиот ширк. Ова ти е третото. После, четвртото е да сакаш да те пофалет луѓето. Го кажавме. Петтата е киброт. Арогант. Да бидиш арогант према народот. Хадисот ние го има кажено Аллах субхану ва таала како ќе ги оживеат овие арогантите, а? Како? Како? А? Ово е албански го кажа ти? Миза. А? Мрава. Како мравите. Арогантите, овие што се покажува денеска вака, носот горе, овие судниот ден Аллах субхану ва таала ќе ги оживеат како мравите. Мали, или пак учењаците велат како она прашината што се гледа, знаеш, сега имаме џамове, така? Има сонце, прашина што се од воздухот, толку мали. Колку се тие? А? Сидни. Без никаква вредност. Ке ги оживеат Аллах субхану ва таала арогантите судниот ден. И не само толку. А? Колку што беше другото? А? Што беше другото? Ке ги оживеат така, после? А? Ке ги ставит во оганот на џехеннемот. Колку? Во еден затвор, како се викаше тој затворот? Беулес. Што значи беулес? Ха? Мине лјес. Кога ќе влезе тука, овој беулес е еден затвор во оганот на џехеннемот за овие арогантите. Тука ќе влезе тие. Мине лјес, овој беулес, затворот го имат името, што значи тука, кога ќе влегве тие тука, ќе губет надеж дека ќе излегвет брзо од тука. И не само то. Третото што беше? Што ќе му дајте Аллах субхану ва таала да пиет, ними, да јадет? Гнојот, потта, од џенемлиите. Све што е валкано, што излегвите од телата од џенемлиите кога ќе се горе, тие ќе го пиет. Арогантите. А најопасноста од киброт е што тој човек што е арогант, Аллах субханаху ва таала нема да му дај да ја свати верата никогаш. Ова е придобивка од мојот ших. Ахмед ибн ал-Хафиз, што ја читаме книгата негова. Најопасната работа од киброт е што Аллах субхану ва таала нема да му дават него да ја свати верата. Мраво. Напишав? Браво. Ојме кај шестото. Шестиот темел на малиот ширк е ел-уџбу. Што е уџб? Само бендисан. Овој
Koha se gledat na ogleda Allah mu verit na своето тело, машалlah. Колку сум личен, колку сум добар. Колку добри дела имам правено ја вчера, колку имам клањато јас. Овој ги бенди сад своите дела. Колку садака имам даено ја, да знаете вие. Колку Куран имам штампано јас, колку пари имам даено. Овој е само бендиса. Овој темелот го има за Аллах, субхана таала. Ношта почви да клања за Аллах, а дента ги бендисат своите дела. Рано утре се сам бендиса што има правено вчера. Ке кажиме која е разликата измеѓу рија и уџб. Рија е да сакаш луѓето да ти ги гледаат делата што ги правиш. Значи или од почеток или пак ти се мешат ниетот додека ги правиш тие делата. Тоа е рија. А уџб што е? Е да се гледа сам себе си подобар од неговиот другар. Другите сите ги гледат. Што прават другите? Ништо. Нема правено ништо тие. Овој сам се гледат подобар од сите. А ова, вели, ти ги уништи сите дела и тоа е влезница, врата за ширк. Уџбот, само бендисаниот, е во опасност што вратата ја имат отворено за ширкот. Да влегви во ширк. Зашто? Знаете, Иблисот се сам бендиса. Иблисот се сам бендиса или не? Зато влезе во ширк Иблисот. Излезе во куфр. Зашто? Кога се сам бендиса. Рече, јас сум подобар од Адем алейхиссалам. Почна да му каже на Аллах кој е подобар. Зашто сам бендисан? И мене има створено од оганот, него има створено од земјата. Што има корист од земјата? Кој е подобар? Да ми дајте еден пример, хајде. Кој е подобар? Земјата или оганот? Зашто земјата? Па све што јадиме од земјата излегвит бе. Све што јадиме од земја излегвит. Од оганот, што прави оганот? Каква корист имаме? Освен што се топлиме на зима, друго што прави тој? Све уништит. Све горит. Тој рече, значи влезницата за ширк му беше на Иблисот која? Уџбот, кога го бендиса сам себе си, рече, почна да му каже на Аллах, јас сум подобар од Адем алейхиссалам. Почна да се прави Аллах. Значи од толку беше сам бендисан тој, што сакаше да каже кој е подобар, кој не е добар. Кој имат повеќе корист, кој немат корист од него. И Аллах субхана таала кој истај од џеннетот и го колна до судниот ден. Од уџбот. После, која е разликата измеѓу уџбот и радост на покорување на Аллах субхана таала? Кога ги правиш делата, верникот, кога прави добри дела, некогаш се радвит, кога му се покорува на Аллах субхана таала. Која е разликата измеѓу уџбот и ова? Интересантно е ова. Зашто човекот кој ќе прави добри дела, нормално осетвит натре, се радвит за тоа. Ама која е разлика измеѓу само бендисаниот и овој што се радвит со добрите дела што ги прави за Аллах субхана ва таала? Која е разликата? Не се гледат поголемо другите луѓе. Да ги шират. Или му се заблагодаруваат на Аллах после секој. Тука негде. Видите сега, радоста на покорување на Аллах е да правиш уште повеќе добри дела. Кога прави некогаш овој дела за Аллах субхана таала, прави добри дела, овој не се насити со тоа. И да се сам бендиса колку имам правено ја вчера, завчера. Не, тој нон-стоп се обидвит уште да прави добри дела. А уџбот е тој што го имат направено тие дела, тој не зголем вид повеќе дела, него со тие што ги имат направено, со тие се фалит нон-стоп. Со тие дела. Ова е уџб, ова е радост. Разликата кога му се покоруваш на Аллах субханаху ва таала. И седмата е ал-хава. Страста, пак страста ни излезе. Порано ни излезе еднаш, каде ни излезе страста? Во формите на ендад. Значи една врста, една форма од ендад беше и хава.
Što rekov meni je za Hawa? Najopasната работа, страста е најопасна. Allah subhanahu wa ta'ala го има то пишано во Куранот, страста мој да се земи за Бог. Страста мој да се земи за Бог, да го обожаваш страста. Allah subhanahu wa ta'ala вели: "Афараейта ман иттахаза илаху хава." Дали Мухаммед го имаш видено тој што страста негова го има земано за Бог, го обожават. Дали ти ќе му видиш него судниот ден, ќе го спасиш? Го праша еден од селефите, го кажав јас ова мислам, а? Му рекол како да влегвиме во дженнет. Рече со 2 чекори, така? Против страста и вториот чекор е дженнет, иншаллах. Бизнилlah. Страста е многу опасна работа. Шејтанот и страста, овие две, и дуњалокот, овие ги имаме најлошите и најоштрите непријатели, што не лажат во секој момент. Ибн Тајмија шо рече? Шо рече Ибн Тајмија? Го кажав јас. Ал-маъсуру ман асараху хаваху. Заробен е онај што го има заробено кој? Страста негова. Тој е заробен. Тој немој да излезе од страста негова. Тој страста негова го послуша многу. Ако му даваш на страста твоја, на нефсот твој, све што сакат, ти ќе оиш во заблуда, ќе се изгубиш. За страста ти велит, немој да земиш саба или абдес да клања саба. Ти ако ја послушаш сега шејтанот и страста, овие две непријатели тука ти се во сабав. Шејтанот и страста твоја. Ако ти живееш само за Аллах субханаху ва таала, страстата немат многу сила кај тебе. Ама ако секогаш ти сакаш да ја задоволиш твојата страст, не можеш да клањаш саба после. Во џамија ич, во дома нема да клањаш на време. Страста ти вели, немој да клањаш, не клањам. Следи, легни спиеш. Не давај садака, гледи по жена и гледаш по жени. И послужаш страста твоја на секој чекор што го земвиш. И опасно е страста.